Бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева по денешната средба со македонскиот колега Бујар Османи овде во Софија не изговори зборови како блокада или вето, но не кажа ниту дека Северна Македонија може да смета на поддршката на Софија за во декември да се одржи првата меѓувладина конференција со Европската унија. Барем не без нешто да се случи во следните неколку недели до ноември, кога земјите членки на Унијата би требало да ја усвоат преговарачката рамка за земјава. В момента екипите и в Европейската комисия от всички държави работят по проекта на заключения. И това, което и аз и министър Османи казахме, мисля, че беше доста близко, е, че сега ни е момента да възобновиме това, което беше спряно и да постигнем напредък, който съм убедена е възможен, само ако прилагаме искрен подход в нашите отношения. Отново ще припомня, че България първа призна независимостта като Република Македония тогава. Така че България отдавна е признала съвременните политически реалности, винаги е подкрепила независимостта и държавния суверенитет на Република Северна Македония вече, никога не е имала териториални претенции и никога не е отказвала правото на самоидентификация на нейните граждани. Затова е напълно неуместно да се внушават тези в обратната посока. Както между гражданите на нашите две страни, така и в международен план. Това, което е необходимо обаче сега е, както България е признала съвременните реалности, от страна на Република Северна Македония да се признаят историческите реалности, свързани с процеса на създаване на новата национална идентичност. Така че цитирахте езиковата клауза от договора ни. Всъщност България не иска нищо повече, освен това да се изпълнява така, както е в договора. Не знам откъде ви е информацията, че България има някакви нови претенции по това. Това не е вярно. Това не е вярно. Но ова што го кажа Захариева за јазичната клаузула на денешната пресконференција е во спротивност со содржината на вербалната нота и објаснувачкиот меморандум што Бугарија ги испрати до Брисел и до европските престолнини, како нејзин одговор на преговарачката рамка предложена од Европската комисија. Токму на барањето на Софија содржано во тие документи, јазикот да се именува како официјален јазик на Република Северна Македонија, се однесуваше и моето прашање до шефицата на бугарската дипломатија. Рекорте дека правото на секој народ е да има тоа самоидентификација и да има свој избор. Ако јазикот го сметаме за таква некоја рамка, тогаш зошто во вашата објаснувачка, да го наречам меморандум, кој што е вербална нота на преговарачката рамка, велите дека when concluding agreements and adopting other documents between EU and the Republic of North Macedonia indicate that they have been drawn up in the official languages of the countries, без да се спомене македонски јазик. Така, това, което България не е нали, аз наистина съм очудена, че този меморандум се приема като нещо изненадващо. През всичките години винаги нашата подкрепа и за НАТО, и за Европейския съюз е преминавала през признаването на историческите реалности и истина, които са довели до създаването на Република Северна Македония и правото на гражданите да се самоопределят както решат. В същото време обаче, това в никакъв случай не трябва да води до оспорване, каквото, за съжаление, продължава до ден днешен да се случва в нарушение на договора, който подписахме, на националната идентичност на населението в България. Нямаме против да самоопределят македонските граждани както решат. Никога не сме. Имаме
договорка в договора ни за езиковата клауза. Ние искаме така да се прилага. Това се оспорва от вас, не от нас. Ние с този меморандум припомняме какво има в нашия договор. Както не изглежда много, така в същото време е достатъчно, ако имаме воля и желание, ние да препотвърдиме за пореден път, че не оспорваме реалността и съвременната реалност, а вие обаче да признаете историческите факти и истина. И си мисля, че няма нищо по-хубаво от това и не би трябвало това да е проблем за две съседни държави да имат обща история, която да им бъде наистина моста за бъдещето. Да, комисията ще се събере след година прекъсване, почти. Миналия ноември се събирали последно. По настояване на вашата част от комисията беше тази голяма пауза. Надявам се да се върнат към духа на конструктивност, който имаше в началото. Надявам се да не се политизира работата на комисията и от двете страни и да се изпълнява по договор. Те да вземат решения за общи събития и личности, основано на автентични исторически източници. Ние не искаме нищо, кой знае колко специално. Министерот Османи во Софија беше примен и од премиерот Бојко Борисов, кој по средбата на Фејсбук напиша, цитирам: "Историјата треба да е мост на пријателство и блискост, а не распарчен мост по кој Република Северна Македонија не би можела да помине по патот кон Европската унија." Бугарските медиуми објавија видео од почетокот на средбата Борисов Османи. Еве ја пораката од бугарскиот премиер. Да ви кажа, че много се надявам Северна Македония да получи необходимите уверения и от нас да върви по пътя за присъединяване към Европейския съюз. Трябва да се направят необходимите компромиси от двете страни, както много други направиха, но ние сме длъжни за сегашните поколения, за бъдещите поколения да направим така, че по никакъв начин Северна Македония, Албания и страните от Западните Балкани да не бъдат спирани по пътя на Европейския съюз. Разбира се, аз лично съм много разтревожен от вкарването на Омо и Линден и македонско малцинство в България в една политическа резолюция в Европейския парламент, но това в никакъв случай не е от полза в точно този момент, когато ние търсиме компромиса и на историците, и на нашите политически партньори в Северна Македония, в Скопие, да намерим решение на въпроса. Това според мен не знам откъде дойде, но е факт. Така че добре дошъл от днешната среща стартираме заедно с външния ни министър Захариева, с вашия премиер на всички нива разговори, за да можем до 10 ноември, когато България и Северна Македония са съпредседатели на Берлинския процес, да имаме компромисно решение, което да удовлетворява всички. Имате много работа и това е много сложен, много бърз и в същото време и важен, и необходим процес. Вашите граждани трябва да знаят, че в България сте имали, имате и винаги сте имали най-голяма подкрепа и че просто трябва да направим така, че историята да е мост на приятелство, мост на близост, а не скъсан мост, по който да не може Северна Македония да премине. Така че тук политически игрички дори не трябва да има. Перспективата и момента е толкова важен в немското председателство да се даде старт на процедурата между правителствените заседания. Според мен ще е грях пред историята сегашните политически ръководства в България и Северна Македония да не намерят компромис. И няма да ни разбере и света. За резултатите од денешната посета на Софија разговарав со шефот на дипломатијата Бујар Османи. Министр Османи, што треба конкретно да се сработи, што конкретно Бугарија бара,
да биде завршен до 10 ноември, за да се согласи со нацрт преговарачката рамка, која што пак од друга страна е вовед во одржувањето на првата меѓувладина конференција. Мислам дека последниот период, дел од објективни, дел од помалку објективни причини, имало ослабната комуникација која што не довело можеби до оваа ситуација, тоа е пандемијата, тоа се изборите. И овој период ние треба да се обидеме преку поинтензивна комуникација да ги вратиме работите во првобитната рамка. Рамката е точно дефинирана, инструментите ги знаеме, тоа се засновува на договорот за добрососедски основи и тоа што треба да го покажеме овој период и политичка посветеност кон имплементирање на обврските од двете страни и Република Бугарија кон обврската за поддршка на евроатлантската интеграција и нашите обврски кои што произлегуваат од договорот и сепак и да покажеме конкретни резултати. Така да сметам дека тоа создавање на политички амбиент кој што ќе покаже посветеност кон обврските на договорот ќе биде важен предуслов за да и се направи исчекор во дел од обврските, а се разбира овој процес ние само сме во пресретно започнување на преговори, што значи дека хоризонталната контрола на движењето на државата во текот на процесот ќе биде тука во наредните години. Се разбира дека сите прашања не може да се решат во една недела, две недели, меѓутоа посветеноста, политичката волја, сериозноста во пристапот од двете страни, јасните механизми како треба да се движиме напред, мислам дека може да биде формулата како заеднички да излеземе од оваа ситуација. Впечатокот по денешната пресконференција е дека има можност или има барање за повторна реафирмација на одредени елементи од договорот за добрососедство преку една форма на заедничка декларација, подпишување на заедничка декларација од страна на двајцата премиери? Ние тука разговаравме дека постои политичка волја од двете страни да продолжат и да го негуваат пријателството, кое се засновува и на договорот за добрососедски односи и се договоривме да интензивираме комуникацијата во наредните денови. Јас не можам да предвидам која форма ќе придобие таа комуникација и кој ќе биде исходот, меѓутоа важно е сега да комуницираме на сите нивоа, веќе е договорена средба на комисиите, јас ќе имам почеста комуникација со министерката во очекување и на средба помеѓу премиерите за да најдеме начин како таа политичка волја и политичка посветеност го претвориме во конкретен исчекор кој што треба да се круниса со поддршка на Република Бугарија на започнувањето на преговорите. Дали по денешните средби со премиерот Борисов и со шефица на дипломатијата Захариева сте оптимист дека е можно во декември да се одржи првата меѓувладина конференција? Мислам дека успехот нема алтернатива овој пат, затоа што е ова историски важен момент за двете држави. Република Бугарија има внесено преголем политички влог, но и е преважен стратешки интерес на Република Бугарија европската перспектива на регионот, а исто така тоа е и за нас, така да не верувам дека било кој би ризикувал да ја пропушти оваа историска шанса не само во нашите односи, но во целокупната регионална динамика. Благодарам. Заклучокот по посетата на Османи би бил дека нема известност, но има патока за тоа како да се стигне до согласност од Бугарија за одржување на првата меѓувладина конференција за Северна Македонија во декември и дека следните недели се клучни за тоа. Од Софија за 360 степени, Владимир Мирчевски.